Информациите стигнуваат до вас. Нека ви е честит Божич и Нова година. Feliz Navidad, que la paz de Cristo, Feliz Natal para todos, o nascimento do menino Jesus. Со традиционалниот благослов Урби et Орби и честитката на 65 јазици, поглаварот на Римокатоличката црква од Рим ја упати пораката за мир до целиот свет. Во овогодишното обраќање на папата покрај пораките за мир и стабилност доминираа и оние за диалог и за крај на конфликтите и крвопролевањата во светот. Со апел, човекот да не се става на местото на Бога и сам да одлучува што е добро, а што зло. Од Алјаска до Австралија, од Азија до Јужна Америка, верниците ги преплавија христијанските храмови. Само 100.000 годинава дојдоа во местото каде се верува дека се родил Исус. Пораките за мир и толеранција од латинскиот патриарх Фуад Твал, тие ги следеа во едно од најизолираните места во светот, Витлеем, на крајниот југоисток на Ерусалим, од 3 страни опколен со израелскиот одбранбен зид и под будното око на палестинските безбедносни сили. Но за многумина Божик не е само духовен празник. Тоа најдобро го разбра американските трговци. Широко ги отворија вратите и ги намалија цените, предизвикувајќи вистински хаос. Но на крајот, профитот е она што се брои, а тој само од божикниот шопинг во сад ке изнесува $469 милиарди. И при тоа не ја слушнаа главната порака на папата. Ова е лажниот сјај на Божик. Oggi il Natale è diventato una festa dei negozi, il cui luccichio abbagliante nasconde il mistero dell'umiltà di Dio, la quale ci invita all'umiltà e alla semplicità. А кога се слави, не се бира начин. Ниту температурите далеку под нулата не ги поколебаа жителите на Берлин традиционално на првиот ден на Божик да се искапат во студените води на езерото Оранке. Срекни се што годинава барем не морале прво да го кршат дебелиот слој мраз пред да се нурнат, облечени во црвено-белите костуми.